92-годишната Стојанка Дамјанска од Штипе најстариот гласач во регионот кој денес го искористи своето право на глас. Иако во 10-та деценија од животот баба Стојанка се уште не прескокнала ниту еден изборен циклус, некогаш тоа го правела на гласачките места, сега поради годините и здравието гласа дома. Секој избори гласаме. Очекуваме секогаш поубаво, ама какво испадне такво. Купно на ниво на источен регион денес гласаат 1040 болни и немокни лица. Овде во општина Штип имаме пријавени апликации околу 217. Од тие преку лекар специјалист одобривме 196. Значи денес се гласа од 8 саат са бајле до последно 13:45. За сите оние кои денес гласаат дома, ова е можност и покрај болеста да си го остварат своето гласачко право и да ја изразат својата волја. Добро е. Па луѓе има многу инвалиди, не може да дојдат и вака дома ќе си гласат по негова волја, како сака така. Од изборите очекувам да нешто подобро. Уште подобро, да биде добро и на народот, на нас. Ние си сакаме пензиички, да не се зголемат, па и за младите исто така, па повише и за младите да ви кажам, имат и фамилии, што треба да си ги издржават. Идентично без проблеми помина и гласањето во Делчево. Еве, вие го остваривте вашето право, дали гласањето се одвиваше во безбедни услови? Гласањето се помина во добар безбедни услови, оствари го своето право. Така што немаше проблеми? Немаше никакви проблеми, нека им е среќно на тие што ќе добијат. Годинава пријавено барање до Општинската изборна комисија има вкупно 341 барање. Со коронавирус и со мерка за самоизолација нема ниту еден. Комисијата веќе одлучи, со стручно медицинско лице повикавме, одбиени се 6 барања. Заклучно се затвори избирачкиот список на 1 јули, имаат право на глас 14.680 граѓани. На 36 избирачки места, се гласа. Како беше во Кочани? Вториот дел од гласањето се одвива за сега во најдобар ред. Вкупно 161 лице се пријавени да го остварат своето избирачко право како болни и немокни во своите домови. Вчера гласаа 5 лица во самоизолација или болни од ковид. Протоколите се почитуваат сите здравствени протоколи кои што се препишани од Министерство за здравство, значи користење на маска, дезинфекцијски средства, ракавици хируршки, одборите се доволно опремени со сите потребни средства за да ги менуваат и ракавиците и маските на секој 4 часа. Можност да гласаат денес има и 192 лица кои отслужуваат казна затвор во казнено-поправниот дом во Штип. Мерките се запазуваат дистанца, сите влегуваат со маски. Лицата кои што немаат маски им даваме ние. Дезинфекциони средства имаме доволно, значи раците се дезинфицираат на самото влегување, дури и на излегување. Маските и ракавиците ги менуваме според протоколот објавен од Министерството за здравство. Така да, мислам дека за сега сите мерки што се предвидени со Државната изборна комисија и Министерството за здравство се запазени во најдобар ред. Сите останати можност да гласаат ќе имаат утре од 7 до 21 часот. Во регионот право на глас имаат 149.860 гласачи, а ќе се гласа на 320 избирачки места.